Катерина, добро утро од студиото на Телма телевизија. Драго ми е што и во овој формат вака хибридно можеме да се поврземе со тебе и со јадрото, би рекол, работењето на Пасворд продукција, зашто верувам дека многумина од нас некако врзуваме многу убави спомени, барем јас лично со вас сум креирал многу убави интервјуа и благодарение на вам, всушност и во мојата можеби лична биографија сум имал прилика да запознам можеби од А листа категории артисти кои што сте ги донеле сиве овие години. Не знам само колку години точно Пасворд продукција е присутна на нашата сцена, ти сигурно ги имаш овие податоци, ама уште еднаш ти благодарам за ова вклучување и добро утро од целата екипа. Добро утро и од мене до целата екипа, до сите ваши гледачи. Ти благодарам како и секогаш за прекрасните најави и е најискрено вистинско задоволство кога си ти домаќин некаде да се гостува. Пасворд, да, постои. Како се дајде да ги пресметам годините. Јас сум во Пасворд веќе отприлика 15 години. Уште неколку години предходно, значи каде и да е треба да слави 20 годишен јубилеј постоење. Да, многу настани изминативе години, многу годинава, се надевам уште многу години му предстојат работа на Пасворд и во иднина. И мило ми е дека ја остварува целта на таков начин да ги поврзува луѓето со убави спомени, затоа што станува збор за култура, за музичка уметност, за настани, за места каде што целта е сите да уживаме. Да, некој пат кога сме правеле кате интервјуа со тебе и некој пат сум можел да бидам и да речем зад сцената, како тоа се треба да се изменаџира логистички за секој артист поединечно кој што има некои посебни барања, можеби нели додека настапи и во тој период додека го спроведете на сцена, нели тоа е се бара една макотрпна работа и една агилност за да се нели можеби адаптира нашиот Пасворд систем со табиетот и карактерот на некои одредени артисти и продуценти. Не е мала работа. Во тоа веројатно постои една голема алтруистичност и би рекол широк светоглед, со оглед на тоа дека вистина знаете да ги соберете најголемите артисти и продуценти и јас би рекол секој пат вашиот пристап е многу неконвенционален, авангарден, автентичен и така кажав апстрактен, кој што секој пат се издвојува можеби од во самата работа. Инаку секој пат сте биле вклучени и во организација на концерти настани, менаџирање на бенд букинг, развој на музички формати и емисии, креативни и едукативни содржини за музичката сцена. Да не заборам, таксират, пин музичка конференција, некој пат Green Beach фестивал, ако не се лажам. Да. Тука бил Loser Fest. Не сакам ни да пропуштам. Покина фестивалот кој што се одржуваше Тврдина на сонцето се викаше тој фестивал, неколку години се одржуваше во Кокино. Јас си го така драг настани од оние кои што ги имаме работено, кои што веќе нели не се случуваат, не постојат за жал. Меѓутоа дека ете баш затоа што бил на едно посебно место и не типичен, многу поинаков од сите други, секогаш го наметнувам и тој во агендата на настани кои што ги има организирано Пасворд. Да, своевремено и Пиволент на Скопско кале, ама тоа нели пред повеќе години. Така да листата на настани е широка и разнолика на Пасворд. Можам да кажам само дека чест ми е, задоволство ми е да работам во тим кој што успел да направи бренд од сите настани, особено музички фестивали кои што ги работи поединечно. Па јавноста многу повеќе ги препознава самите настани по себе како таксират The Festival, Pin што ги спомена нели ти Green Beach Festival, отколку самото име можеби Пасворд како продукција која што стои зад сцена на сите овие настани. Јас секој пат кога ќе влезам во вашата архива можеби на организирани настани, вистина секој пат ми е некаква убава меморија, реминисценција на сите тие денови кои што сме ги поминали како публика. Сега не е апсолутно ништо поразлична година, можеби по-атрактивна, исто така секоја година вие се повеќе и повеќе веројатно и тоа го посакуваме затоа што некако очекуваме дека Пасворд ќе донесе концертна сезона. Бидејќи веќе јас и ти договоривме едно одлично интервју по неколку години пауза, тоа реков не се абстрахираат од медиумското појавување, меѓутоа имаат зошто љубовна да се појават следната недела и во рамки на утринската. Па еве од тука можеш во некои куси можеби поточки да најавиш од љубовна па и некои концерти кои што веќе годинава ви се закажани за да можеме веќе да си планираме некако и да се блокираме себе си можеби за тие датуми. Да, колку се вкупно се 6 или 6 настани кои што се случуваат само во оваа, ајде условно кажано, пролет-лето сезона на Пасворд. Не е првиот љубовна, првиот е, ќе го споменам по датум како што ни идат по редослед. Првиот е концертот на The Young Guts на 14 марта, значи само за
2 недели од сега, помалку од 2 недели од сега, во Младинскиот културен центар. Станува збор за име со исклучителна репутација на алтернативната сцена на Европа, име кое што е синоним за квалитетна музика, која што исто така слави јубилеј, 40 годишен јубилеј, доаѓа со нов албум, 14-ти во нивната кариера. Бил во Скопје претходно овој бенд и оние кои што ги гледале неговите концерти, овие концертите на Young Guts на Таксират и на фестивал на Канал 103, се чинам во далечната 96-та година, памтат дека станува збор за бенд кој што е исклучително квалитетен, особено на настапите во живо, особено во она што значи звучно доживување на еден концерт во живо. Во Скопје на овој повод ни доаѓаат заедно со уште еден одличен бенд од женевската авангардна сцена, бендот Tut Blue. И тоа е првиот кој што ни предстои сега и вака што едва го изчекуваме затоа што е навистина многу скоро, на 14 март во МКЦ. А потоа ете еден голем јубилеј го одбележуваме со концерт на Љубојна. Голем јубилеј би кажала за целата македонска музичка сцена воопшто, затоа што Љубојна се еден од најголемите брендови музички во Македонија кои што ја негуваат особено па македонската традиционална музика и тоа е на еден извонредно автентичен начин, исклучително значајно име за воопшто идентитетот на македонскиот бит, на македонската музика. Нивниот концерт е закажан за 29 март во Филхармонија. Како што ги познаваме сите, нели јавноста веќе добро ги познава Оливер и Вера, фронтмените на овој состав. Сигурно ќе ги видиме на сцена во придружба на повеќе гости кои што ќе гостуваат на овој концерт за ваков голем повод, 25 години кариера. Меѓутоа тие информации допрва чекаме да ни ги соопштат и да ги споделат со нас. Претпоставувам и Вера многу повеќе ќе сподели со публиката на Телма во незиното гостување наскоро кај вас. Така е. Тоа се два настани кои што ги имаме овој месец во март, ни предстоат овој месец. И сега вака кога го разгледував списокот, сватив дека имаме многу јубилеи во гостувањата на настаниве кои што ги најавивме, затоа што и следниот на 7 април, кој што е веќе аренски настап во спортскиот центар Јане Сандански, е исто така јубилејно гостување во Македонија, а станува збор за одбележување на 30 години на светскиот танцов спектакл Lord of the Dance. Сигурна сум дека е добро познат на македонската јавност, затоа што веќе има неколку пати распродадени арени кај нас и сали, овој пат нели со ново шоу, со комплетно нова сценографија, костимографија, со нова представа. Славниот Мајкл Флетли доаѓа со својата трупа од 70 танчери во придружба на стотина дополнителни уметници, професионалци кои што ја придружуваат оваа трупа за уште еден танцов спектакл пред македонската публика. Тоа ни е на 7 април. И април некако го исполнуваме со овие аренскиве концерти, бидејќи тука ни е и гостувањето на Јаков Јозиновиќ, ново име на музичката сцена во регионот, меѓутоа кое некако молскавично освои милионска публика, особено помеѓу младата популација на целиот Балкан. Име кое што веќе распродава арени и руши рекорди за продажба на влезници секаде низ земјите на поранешна Југославија и како такво на своите концерти бара да има сериозна продукцијска компанија која што ќе застане зад безпрекорна реализација на еден таков голем настан. Като што се не сомневам ја за исто, со оглед на тоа дека ни остануваат само уште неколку секунди, што можеме освен Не, добро, да. Прости, со оглед Јаков ни на 9 април, потоа имаме стендап шоу на 8 мај со Горан Винчич Винча и крајот на јуни го завршуваме со Д фестивал. Тоа ни е оваа сезона, тоа е само оваа сезона на Таксират на Д фестивал. Тоа значи дека ќе имаме многу јубилеи, поводи да се видиме и во студио, затоа што секој пат е неверојатно искуство да те имаме и во студио, затоа што има една енциклопедија кај тебе на сето ова што го споминуваш, бидејќи убаво е да се влезе во твојата животна енциклопедија, па и да се нели можеби споделат некои убави настани моменти од минатото и да ги поврземе со во моментот нели новата календарска година. Ти благодарам за вклучувањето. Значи дека неизмерно благодарам Марко и вам за приликата. Фала ви многу. На брзина пробав да ги склопам сите настани, ама не се малку. Соодветно склопено и ти благодарам што некако не избрифира, ќе бидеме на линија да знаеш и ти благодарам за вклучувањето на Телма. Поздрав до сите.